Во 5 часот изутрина 15-годишниот Небојша Бојковски од Никулјане секој ден излегува од дома и сам оди пеш до соседните села Челопек или Старо Нагоричане, од каде што со автобус се вози до центарот на Куманово за да стигне навреме на првиот училишен час во Техничкото училиште Наце Буѓони. Кога има среќа да не го пресретнат кучиња на патот, стигнува на училиште, вели неговата мајка Анка, но се случува Небојша да отсуствува од наставата поради страв да го продолжи патот сам во најраните утрински часови кога се уште не е разденето. Како што објаснува загрижената мајка, проблемот со превозот настанал на почетокот на второто полугодие. Од почетокот на учебната година па се до крајот на првото полугодие имало обезбеден превоз за средношколецот, вели Бојковска, која побарала помош од општина Старо Нагоричане, од директорот на Техничкото училиште, но и од секторот за образование. Досега проблемот не е решен. Од второто полугодие. Зошто нема превоз сега кога во првото полугодие имало превоз? Не знам да ти кажам, затоа што сме били каде градоначалничко, ода не праќа да идемо кај директорот. Биле сме кај директорот, он кажа каде Жаклину Јовановску у Нагоричано. Ја во врте, кажаву, она вика, не, вика проблем до мене, вика, не знам, решите сега проблем самите. Ја сам била и у сектор за образование. Они вика, ќе видимо, да врту ја да виду да соберу подаци, ќе ти се јаву и нема. У 5 сат станува и у 5:15 поваѓа од овде. Во колку часот е автобусот кој што тргнува за Куманово од Челопек? 6. 5 до 6 мора да стигне. Пошто 45 минути оди пеш. Да, пешки, пошто прошли пат го сретнале, имали животиња и он се врати куќи. Не сме да иде само. Така, саме, нема ли во селото други деца па заедно да одат? Што е работата? Има и другите деца, затоа моја што е првото смено, а другото е второ смено. Вашето дете се вози со автобусот од Челопек до центар, но дали има право да се вози во тој автобус? Не, шоферот му кажа дека нема да може да се вози, затоа што не е таму листу, не знам како, не му дала. А оно иде, мора да иде дете во училиште. Оно и до Старо иде, а тамо Старо не му прави проблемот. Не знам што е проблем, куде е проблем, не знам. И затоа ја вас ве зва да видимо, да го поделимо ово, да се види до куде и што е. Дали уопште постои некој закон, има ли? Кој би бил вашиот апел до надлежните? Па да се реши побрзо, да не иде дете пешки само, страга. И мене ме страга, што е право, и мене ме страга, појду, страме. Ноќи са бајле у 5:15 ноќи. Директорот на Техничкото училиште Наце Буѓони вели дека е запознаен со проблемот за превоз на ученикот, но во случајот станувало збор за меѓуопштински превоз, кој што според него е во надлежност на општина Старо Нагоричане. И градоначалничката на општина Старо Нагоричане, Жаклина Јовановска, е запознаена со проблемот, објаснувајќи дека превозникот што ја вози линијата Куманово-Никулјане Старо Нагоричане сметал дека е економски неисплатлива, заради што навремено ја известил општината и го раскинал договорот за превоз. За проблемот веднаш била известена и општина Куманово, вели Јовановска. Бидејќи се работи за меѓуопштински превоз, единственото решение е општина Старо Нагоричане заедно со општина Куманово да распише нов оглас за линијата. Доколку има интерес од страна на некој превозник, проблемот ќе се реши, но ако нема интерес, тогаш проблемот останува, вели Јовановска. Освен Небојша, со истиот проблем се соочуваат уште 3 ученика од Никулјане.